Носили неуспехот на така наречената шарена револуција во Македонија, промени на раководните позиции на УСАИД и невладиниот сектор под капа на Сорос, преку чии средства, според новинарот Васко Ефтов, требало да се влијае на политичката клима во Македонија на изборите на 11 декември. Откако одредени персонални решенија не ги донале посакуваните резултати на терен, како што вели Ефтов, отпочнале кадровски промени со намера да се изврши влијание. После неуспехот на оние шарени револуција во рамките на Република Македонија дојде до промена на целата структура, како во невладениот сектор, така и во тие цијашки разузнавачки структури кои се под контрола на Американската амбасада. Например, структурата на USAID, која всушност има формирана организацијата ОТИ. Таа работи на два проекти. Едниот проект е АЦЕ, кој предмалку го анализиравме, и вториот проект е АЕКОМ. На чело на целата таа структура се наоѓа полјакот Мајкал Станиславски. Тој се заминал некаде почетокот на август минатата година, негово место доаѓа госпоѓата Фелпс Фили со одлука, како што овде може да видите, со одлука на централата на АЕКОМ, која има своја адреса на улица Ерлингтон, Вирџинија 22201 во Америка, или тоа е Авенија Стар Суит во Лос Анџелес. Така е направена целата таа промена и тоа всушност имало рефлексија на изборите на 11 декември. Инаку 9,5 милиони долари ќе добијат до 2021 преку УСАИД повеќе невладини организации под капата на Сорос во Македонија, а главен збор при нивната распределба ќе има поранешната сопруга на албанскиот премиер Еди Рама, Делина Фицо. Тендерот во Македонија, како што пишуваа повеќе медиуми, го доби Иствест Менеджмент Институтот во партнерство со 4 македонски невладени организации под капата на Сорос: Метаморфозис, Асоцијацијата за демократски иницијативи, Фондацијата Отворено општество и Националниот младински совет. Всушност, невладената организација на господинот Алберт Муслиу, тоа е невладениот организација АДИ, заедно со Метаморфозис, заедно со Отвореното општество Сорос, со младинскиот невладин сектор, кој го представува госпоѓата Ивана Крстевска, се клучни 4 партнери во формирање на Иствест Менеджмент Институтот, преку кој треба да биде реализирана ова програма или овие проектации во рамките на Република Македонија. Меѓутоа, кога ќе погледнете структурата на Иствест Менеджмент Институтот со седиште во Њујорк, кога ќе видите кои се нивните деловни партнери или партнерите со кои тие соработуваат, тогаш ќе ве заболи глава. Бидејќи на тој список се наоѓаат импозантни имиња. Во најголем дел станува збор за мокни финансиски институции со потекло од Италија. Сорос во Македонија, според Ефтов, освен преку вакви проекти, може да делува и преку 96 домени за интернет портали. Новата администрација во САД пак исто така се обидува да го регулира делувањето на Сорос. Дневник, повикувајќи се на пишувањата на американскиот новинар Вени Мацен, пренесува дека председателот на САД Доналд Трамп побарал ЦИА да ги раскине сите врски со невладините организации на Сорос, повеќето финансирани од Американската агенција за меѓународен развој УСАИД и Националниот фонд за демократија.